По бурните реакции за годишната програма на Министерството за култура, решивме подлабоко да влеземе во морето од институции и организации и суми. Еве 3 проекти во издавачката дејност кои биле оценети исто со 80 бода, а добиле различен процент од средствата што ги побарале. Издржани ли се критиките за етнички и партиски клуч при делењето на парите во културата? Издавачите на македонски јазик или авторите македонци добиле околу 55% од парите. Издавачите на албански јазик или авторите албанци се доделени околу 41% од средствата. 23 милиони евра потрошени за 1,5 година за надворешна механизација од Елем. СДСМ ветуваше, но РЕК Битола се уште не доби собствени машини. Уверен сум дека успешно ќе завршиме таа набавка и дека на крајот на 2019 година ќе имаме собствени машини. Од конвенцијата на ВМРО ДПМН е за избор на Гордана Силјановска за председателски кандидат. Оценати што освои гласови повеќе од, например, Ѓорчев, кој што е партиски. Делегатите одлучија. На крај делегатите одлучија. Чекувавте поголема поддршка од делегатите? Мислам дека делегатите слободно се изјаснија. Локалната власт во Охрид и невладините организации затекнати од изјавата на премиерот Заев во прилог на инвеститорот што гради хотел во Лагадин. Таа изјава го верифицира заправо градежниот криминал што се одбива. Дури и негирање на она што од нив беше јасно побарано и што ветија дека пред да дојдат на власт дека ќе го исполнат. Фондот за иновативност го поддржа овој проект со 100.000 евра. 30.000 евра е практично партиципација на собственикот, 30% се средства на собственикот, остатокот се средства на фондот. Саботажа.